студијата. Благодариме за аплаузот. Сега, драги мои, ќе ви покажеме дел од тајните на извидниците. Овдека сме во нашиот импровизирачки камп. Со мене се Михаела и Петар. Добре ни дојдовте. Вие ќе ни откриете како се прават јазли. Јас знам дека постојат повеќе вида, меѓутоа тука ќе видиме 4. Ајде да видиме, значи, ајде да го покажеме првин кога камерите овој цврст јазол. Значи, прво ќе го направам јазол од скратувалка. Овој јазол се користи за да се скрати должината на некој јаже. Еве го. И вака се одврзува, значи. Потоа ќе ви го покажам амбулантниот, кој што служи за врзување на некоја рана. Еве го. Така, изгледа убаво камерите. Ево така. Ајде, аплауз еден за Михаела. Сега Петар, подготвен? Да, јас ќе ви представам јазол од лисици, еве го. Тој се употребува за да врзиме 2 дрва, а исто ќе ви го представам и... Ќе пополека малку да видат и нашите гледачи да запамтат, може би они ќе се обидат да направат некогаш вакво нешто? А сега мртвиот, тој служи за да врземе некое дрво и некој друг предмет. Еве го и тој. Ајде, кон камерите. Аплауз еден. Сега вие ќе ни покажете како се изработуваат и факели. Факелите ги користиме во нашите извиднички кампови за да се осветлиме. За еден факел ни е потребна алуминиумски стар за да ни предизвикаме пожар. Ни треба земја. Така, само да покажеме земјата кон камерите. Еве вака. Добро. Ставаме половина сад земја, потоа ставаме малце пилјевина. Односно колку да го дополниме садот. Потоа поливаме со петролеј за да може да се запали. Поливаме само колку да навлажиме пилјевината. Значи не многу и не да плива во вода. Да. И потоа палиме и ќе можеме да се осветлуваме цела вечер. Вакаво го правите и кога сте... Да. На сите. Аплауз за огинот да чујам, браво! Ние се враќаме назад, Дијана. Ние ќе продолжиме со водачот на овие извидници, Ацо Антевски, дел од извидничкиот одред Методи Митевски Брицо. Ацо, добре ни дојде. Добро ве најдовме. Како си? Добар. Деца, убави работи научиле? Да, има уште многу да научат. Нема да ни се случи ништо лошо, предпоставам, нема да не запалите? Само покрите и извидниците ќе се погришат за тоа, така кажи ми, аз од кога постои овој одред? Овој одред постои од 1962 година, значи идната година ќе правиме 50 години. Низ во работата на одредот поминале многу генерации. Многу успешни правила и услови кои се може да биде дел од извидниците? Дел од извидниците може да биде секој, и стар и млад, меѓутоа програмата е опфатена за извидници од второ оделение, значи 8 години. Било тоа доека станат 8 оделение, тоа се помлади извидници, после тоа имаме средношколци и тие имаат нека обука и програмата е до 18 години. После тоа сите извидници помагаат само за да се извршува програма. Така, проследивме дел од вашите фотографии, тоа се фотографии од надпревари, меѓународни настани. Да, ова сега е кога веслат, Гјучев да веслат, така да нашиот одред постојат поречански одреди и извиднички одреди, само извиднички. Меѓутоа ние имаме исто така поречански оддел и ги учиме нашите извидници да пловат. Ова е нивната обука во парк на езерцата. Така, знам дека сте биле на многу надпревари. Кажи ми, си имате вратено со многу награди? Па, нашиот одред повеќе се концентрира кон надпреварите. Многу години поред сме шампиони во Македонија, освен последната. Тука пехарите што може да ги видите се пехари. Најголемиот пехар е преоден пехар, тој се дава секоја година на победникот и потоа се враќа, доколку освоите 5 години поред, го зимате во ваша собственост, така да ние го освоивме 5 години поред и сега е наш. А што кога ќе доживеете пораз? Го враќате. Мислам, да, ама тој трае 5 години, сега овој го имаме, следниот го вратив. Така сте биле дели од многу меѓународни настани, ајде нешто повеќе околу тоа? Па меѓународни настани се целта на
една од целите на извидништвото, значи младите да се запознаваат со луѓе од други земји, со кои инаку не би можеле да се запознаат, да живеат заедно, да другаруваат, да учат нови работи, нови активности. И тие пријателства остануваат за секојаш, така да кога ќе отидете во таа друга земја, повторно ќе имате пријатели таму. И кажи ми уште само за вашите идни планови, што е она за што се подготвувате? Идни планови, па идната оваа година 2011 е светската смотра или джамбори, исто така се вика. На таа смотра учествуваат околу 50.000 извидници. Оваа година во Шведска ќе биде и планираме сите заедно да отидеме. Така, одлично, ти благодарам многу на разговорот, сега нема така да ве оставиме и да ве пуштиме. Спаси ја веднаш до извидниците, ќе дознаем многу нови работи. Ајде. Така, Дијана, морам да признам дека еве јас веќе решив ќе бидам дел заедно со нив, може да станам и јас извидник, ме примате дечки? Да, обавезно. Секако. Ете, така со мене е Анастасија, Теодора, се извинувам, Анастасија Теодора. Кажи ми колку време си ти извидник? Јас сум извидник веќе 2 години. И да ви кажам дека секоја година ми е се пубаво и пубаво. Од каде е желбата и љубовта? Дали може би некој од претходно, некој твој близок, пријател, те има пренесено или? Па, моите другарки одеа веќе подолг период на извидници и тие раскажува за тоа колку убаво е да се биде извидник, колку нови работи се учат, како се другарува, јас посакав да бидам дел и се запишав на извидници. И зошто сега ве сите кои размислуваат, зошто е добро да се биде извидник? Па најпрво, како што кажав, извидникот е добар пријател и е убаво кога се оди на тие акции, се другарува со многу деца од сите извиднички одреди, не само помеѓу значи нашиот одред, ние другаруваме со сите извидници од Република Македонија, а понекогаш кога се оди на надвор од нашата држава, другаруваме со деца од различни држави. Пример за тоа ќе биде еве сега оваа година или светската смотра. Мислам дека ќе биде многу убаво дека ќе се запознаеме со деца на секаде од светот. Интересно. Сега Тона ќе ни објасни што се каква облека треба да имаат извидниците? Па тоа не е нешто сложено, треба да си има една кошула, марама и извиднички емблеми. Така е. Ајде на аплауз, а ние, драги мои, во контекст на облеката вела дека насмевката е најскапата облека што ја поседува човекот, затоа одиме со мудри мисли.